Браво бе, Тургор. Ги сакам луѓето кои честно си ја вршат својата работа. Јас сум против цензура. Би требало да бидеме повнимателни. При изборот на убавиците од последните страници. Од сега па натаму заедно ќе одлучуваме, заедно ќе го направиме изборот. Благодарам, Тургор. Можеш да излезеш. Господин Ерхан, господја Инджи, треба да се потпише на овој документ. Ке го дадам да потпише, па ќе ти го испратам. Многу е итно. Добро би било сега да го потпише. Почекајме тука тогаш. Јас ке го однесам да се потпише. Не успев да изразам сочувство. Што е? Господин Инджи, господин Тургу сака да го потпишете овој документ. Добро, увикни го тука, ти излегувај. Вие немојте да се грижите за работата. Вие потпишете се тука и јас ќе го испратам, господин Тургу. Ерхан, дозволи ни. Господја Инджи, примете моје сочувство. Добро, Полат мене ме затвори тука. Знам, господја. Сакам да ми помогнеш. Поради тоа и дојдов. Полат го киднапираше син ми. Сака да го направи како него. Господјо Инджи, само господин Мете може да ви помогне. Другар Дуран, може ли да се стане револуционер од некој кој со вискито во рака се шета? Другаро Серхат, го славиме помирувањето. Немој да се секираш за тоа што завршува периодот на вооружена борба. Јас ќе ви обезбедам некое председателство, некое советничко место. Ти само шали се, ајде. Ако не сме ние, кој ќе те чува демократската автономија? Ова работа е завршена, другари. Ние остваруваме револуцијата. И немој да заборавите, револуцијата прво своите деца ќе ги изеде. Како помина состанокот? Треба лично да се видиме. Што се случи? Да не те исплаши тебе Полат Алемдар? Проблемот не е во прашањето. Ме загрижува нашата иднина. Дали разговорот го сними? Да. Тогаш нема потреба да се грижиш. Ни за мојата, ниту за својата иднина. Шамир, Полат направи еден таков потез што ако не успеам на тоа да одговорам, јас понатаму не ќе можам да ја водам организацијата. Добро. Јас ќе дојдам со Кандил. Ако дојдеш ти тука, ќе биде крај за мојот авторитет. Шахмеран, успеа и мене да ме ставиш под стрес. Тогаш дојде со Ербил на местото каде што се наоѓаме. Ќе се сретнам со Шахмеран. Превземе се што треба за безбедност. Како ќе наредите? Пате порак.
Пола Залендер, човек треба да се плаши од тебе. На луѓето таква мамка им фрли, што организацијата меѓу себе се степа. Што се случи? Што ќе виде? Подгрупите на организацијата со подршка од политичкото крило почна да ги притискаат јастребите. Каде и да го остават оружјето, ќе трчаат во Турција. Абдулхи, го притиснавме Шахмаран во Ќоше. Јави му на мемати да бидат спремни. Денес обврзно Шамир и Шахмаран ке се сретнат. И ние да бидеме спремни. Тато многу ме изненади. Што навака дојдовте? Господ се даде да паднеме на совестни лекари и судии. А со што да ве послушам, тато? Ти благодарам, Кирко. Може еден чај. 2 чаја. Кирко, знаеш ли дека татко и на Инджи почина? Ситуацијата на девојчето и онака беше лоша. Сега е уште полоша. Тато Инџи не беше кај мене. Во врска со Полат чудни работи кажува. Знам, Кирко. Јас поради тоа дојдов кај тебе. Да можеме да најдеме начин да ја прегледа некој добар доктор без да ја повредиме. Што можеме да направиме, тато? Ти да можеш да донесеш некој психијатар, можеби. И без Инджи да знае за тоа. Берем да ни каже каква е состојбата. Што правиш ти таму? Председателе, видов овде еден сомнителен човек. Го видов и го пратев. Сакав да го проверам. Ви подготвил заседа. Поради империалистичките тактики на Пола Талемдар, другар ми спрема атентат. Таму се сневиди. Председателе, можно ли да има и други стапици? Откажете се од одење. Другар Сехат, гледаш организацијата како се распаѓа. Ако на овие империалисти и јас не им се спротивставам, како нашиот народ ќе извојува победа? Ајде да одиме. Абдулхи, Шахмаран излезе на пат. Ајде. Господа, со вас многу соработував. Многу пари заработив. Ама, јас ги оставам овие работи. Ага, се вака ни зборуваш и ни кинеш од процентот. Не,
Овој пат на вистина е оставен. Кој ќе го изберете место вас? Работава е оставен на Ѓавурдагли. Од сега натаму, од него ќе земате роба. Ешерага, јас волку години сум чекал. Додека си ти, немал проблем. Ама ако се повлекуваш ти, не дозволам никој друг да преземе работа. Ако имаш моќ, превземи од Ѓавурдагли. Почекај тука. Бате, како си? Ај, си набрил фризурче, а? Ја гориш средината. Има нова роба, сакаш нешто да ти дам? Може, бате? Од најдобрите. Не бе, бате, ние не сме до толку. Земи бе. Пари носиш ли? Ќе донесам, бате. Почекај уште малку. Дете, ај си ромашен си, па уште сакаш тука. Бате, ти ветувам. Идната недела ќе ти ги вратам. Дете, колку пати ти реков, нели немаш пари? Најди ме неколку души. Во меѓувреме јас ќе те покријам. Сакаш јас да те покријам? Кој си ти бе? Сега ќе ти кажам кој сум. Почекај бе, што преш бе? Што преш бе? Еј! Што преш бе? Еј, што преш бе? Почекај, бате. Имаме отпад. Брат, почекај бе, што преш? Ќе ви платам за ова бе. Знаете ли за кого работам? Не, тоа сакавме ние да те прашаме. За кого работиш? За сија! Како смееш бе ти? На дедо ми името да му го спомнуваш. Жутија сија, бате! Му го знаеме место. Бато, ве молам, пуштете ме. Ако сакате од сега натаму за вас ке работа. Бато, ве молам, оставете ме. Кој успел да изслужи на смртта? Сакам се да биде спремно. Ме разбравте ли? Треба да бидете многу внимателни кога ќе доставите робата. Кој се бе овие? Што се случува? Не знам. Чакар, нема потреба ти да доаѓаш. Реис, само лично може добро да се заврши работата. Ајде. Кој сте бе вие? Кој сте?